По водици ќе се знае како би изгледала техничката влада која треба да ги спроведе изборите во мај. Првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во интервју за Прес 24 вели дека по богојавление тие како партија ќе ги соопштат имињата на нивните министри и заменици министри во владата. Дали откога ќе дојдат на власт, таа ќе замине во историјата и дали се плашат од Дуј, Мицковски вели. Дуј никако не ме плаши, Дуј мора да оди во опозиција. Замислете, оваа партија е над 20 години дел од власта. Таа е дел од сите подеми и падови. Нереформирана збирштина од луѓе кои се прикажуваат за заштитници на кауза, впрочем се кратци кои се занимаваат со тендери и провизии. Сега поради слабоста на СДСМ тие од техничката влада направија мегдан за пазарење и избоксуваа технички премиер. Токму поради тоа се боревме и предлагавме укинување на техничка влада. Во период кога рейтингот на СДСМ е можеби најнизок досега, се чека дали Ковачевски во обид за спас, за некој глас повеќе, би одел на заеднички листи со Ахмети и дали главниот интегративец би ја прифатил улогата да биде сламката за спас на СДСМ. Претседателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, прашан за овие случувања, вели дека било жално да се гледа на какви ниски гранки паднале социјалдемократите. Уште пожално е како ги молат од Дуј да коалицираат со СДСМ само да го ублажат својот пораз. Практично се сведоа на тоа Дуј да е спасителот на СДСМ и да се крстат во нив. Дуј во носењето на оваа одлука треба да мисли на својата иднина и ако се доследни, тогаш треба да се стави крај на непринципиелните коалиции. Што се однесува називот Европски фронт, би рекол дека најголеми непријатели на европската идеја се токму СДСМ и Дуј. Додека се чека на одговор од Ахмети за дали предизборно ќе коалицира со Ковачевски. Се чекаат одговори и за финализирање на техничката влада, но се чека и на средбата која ја најавуваше Ковачевски со Мицкоски за попразниците, за како што рече премиерот, да се испеглале техникали за пржинската влада. Лидерот на ВМРО ДПМН вели, никаква средба немало, особено тајна. Сметам дека нема потреба да се среќаваме на никакви тајни средби. Не знам за Ковачевски, но јас со него немам ништо тајно за споделување. Јас го разбирам него, сака да имаме средба, потоа тој кај него во партија да им раскажува работи кои не се случиле, да им создава лажна надеж. Мицкоски во интервјуто зборуваше и за тоа како тие како партија би го подобриле здравството преку инвестирање, меѓу другото и во човечки кадри, како би ја подобриле живеачката и економијата, преку линеарно покачување на пензиите по 5000 денари, до интервенирање во данокот на добивка за компаниите без разлика домашни или странски.